Демократска унија за интеграција Скопје го одржува својот петти конгрес на кој според најавите се очекува реорганизација и обновување на партиските структури. Конгресот го следи Афродита Рамос. Афродита својо обраќање веќе имаше партискиот лидер Ахмети, кои се неговите пораки. Ти благодарам, Татјана, што туку Али Ахмети беше повторно реизбран за лидер на Демократската унија за интеграција, но тоа беше и секако очекувано, затоа би започнала со една кратка увертира на она што предходеше на овој конгрес кој е најавуван веќе месец и половина, именно откако Дуи доживеа изборен пораз, би рекла дури и дебакл, бидејќи ги загуби своите досегашни бастиони и остана само со грст рурални општини. Оваа партија рече дека е време за политичка рефлексија, за внатрешна реорганизација и за нови цели, се она што би им помогнало да излезат од оваа состојба на политичка изолација во која што се наоѓаат во моментов, како и на централно, така и на локално ниво. Како што кажав, што току Ахмети беше повторно избран како лидер на партијата, но за дополнителни имиња за кадровски промени се уште немаме официјални информации, бидејќи се уште трае затворениот дел од конгресот, но како што ни најавија, на овој конгрес ќе бидат избрани 120 члена на Генералниот совет на партијата, а потоа тие би правеле и внатрешни промени во кадрите, резови, па дури и чистки, како што некои веля. Од говорот на партискиот лидер Ахмети, тој порача дека единството во државата може да потекнува единствено од двојниот легитимитет и консензус, па затоа излезе и со 3 предлога. Првиот предлог се однесува на тоа владата во иднина да биде бирана со двојно мнозинство, односно со извршен бадинтер. Вториот предлог на Ахмети беше бадинтеровиот принцип да се воведе и во Уставниот суд, а третиот предлог беше продолжување на децентрализацијата на државата преку поголема финансиска независност на единиците за локалната самоуправа. Да го слушнаме тука Ахмети. Секој нов состав на владата да ја добие довербата во собранието, не само со мнозинство од вкупниот број на пратеници, туку и со мнозинството од пратениците кои ги представуваат немнозинските заедници. Ова ќе овозможи владата да ужива двоен легитимитет и реално да ги представува сите заедници. Законите, усвоени со двојно мнозинство во собранието, основна бадинтер, не смеат да бидат поништени од Уставниот суд без двојно мнозинство и во рамките на судскиот состав. На конгресот се присутни 737 делегати. Тие гласа за 4 стратешки резолуции кои потекнуваат од говорот на Ахмети. Едната од нив е за јакнување на унитарниот карактер на државата, втората се однесува за ЕУ дека таа останува стратешка определба на партијата. Да го слушнаме повторно Ахмети. Чврсто веруваме дека унитарниот карактер на Република Македонија се зајакнува исклучиво тогаш кога сите граѓани се чувствуваат реално застапени и активно вклучени во процесите на носењето на одлуки. Унитарната држава може да биде функционална и стабилна само доколку се темели врз довербата и лојалноста на сите заедници што живеат во неа. Конгресот започна со промотивен спот за политичката улога на Дуи од 2001 година па се до сега, а во завршниот дел на својот говор Ахмети побара ветинг, односно официјални истраги за сите функционери во последните 34 години. Тоа се за сега сите информации од овој конгрес, повеќе би имале во следниот дневник во 18 часот. Студио. Афродита, ти благодарам.